Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Оваа книга ја подготвиле Фахрија Авдик и Васим Ахмад по повод прославата на 100-годишнината на светски раширената Ахмадија заедница. सरदरे आली तबार Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху вели: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем држел худба па рекол: Луѓе, Аллах ви наредил хач, па направете хач. Некој човек прашал: Секоја ли година, Аллахов пратенику? Тој молчеше, додека овој 3 пати не повтори. Тогаш пратеникот рече: Да речев да, би било задолжително, а тоа не би го можеле. Потоа рече: Оставете го на мене тоа што го пропуштив. Тие пред вас беа уништени заради многуте прашања и заради несогласувањето со своите пратеници. Кога ви наредам нешто, направете го тоа колку можете, а кога ви забранам нешто, оставете го тоа. Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Кој обави хач заради Аллах и не зборува лошо и не греши, ке се врати како на денот кога го родила мајка му. Зекат, трошењето на Аллаховиот пат. Хазрети Муаз разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем го испратил како пратеник велејки: Ти одиш кај народот, следбеникот на книгата, да посведочат дека нема друг Бог освен Аллах и дека јас сум Аллахов пратеник. Ако се покорат, научи ги дека Аллах им наредил 5 намаза секој ден и секоја ноќ. Ако се покорат на тоа, научи ги дека Аллах им наредил садака, која ќе ја земаат од нивните богати, а ќе ја даваат на нивните сиромаси. Ако се покорат на тоа, не двоуми се да го земеш најдобриот нивни имот. Внимавај добро на клетвите, на оној на кој му е направена неправда, зашто Аллах сигурно ќе ја види. Хазрети Хурием ибн Фатик разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Кој троши на Аллаховиот пат, ке му биде запишено 700 пати повеќе севапи. Хазрети Енес разијалаху анху пренесува дека Хазрети Ебу Талха разијалаху анху имал најмногу урми помеѓу енсаријамите во Медина, а од сиот имот најмила му била бавчата на бунарот Ха, која се наоѓала спроти џамијата. Аллаховиот пратеник доаѓал и пиел од неговата добра вода. Тогаш бил објавен аетот: Вие никако нема да постигнете добрина, се додека не почнете да трошите од она што го сакате. Ебу Талха дошол кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем со зборовите: Аллахов пратенику, Аллах ти објавил: Вие никако нема да постигнете добрина, се додека не почнете да трошите од она што го сакате. Мене најдрага од мојот имот ми е бавчата со бунарот Ха. Тој е садака од Аллах возвишениот. Од Аллах се надевам за неговото добро и за лихите. Дај го, Аллахов пратенику, кај што ќе ти покаже Аллах. Пратеникот рече: Аферим, тоа е плодносен имот. Те слушнав што рече, но мислам дека треба да го дадеш на своите ближни. Така ќе направам, рече Ебу Талха. Го поделил помеѓу своите роднини и амиџите. Хазрети Ади ибн Хатим разијалаху анху раскажува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Вардете се од огнот, па макар и со давање на парченце урма. खुर्शीदे राह हाय खुदा Хазрети Аиша разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Дарежливиот човек близок е на возвишениот Аллах, близок на луѓето, близу е до дженнетот, а далеку од огнот. Скржавиот човек е далеку од луѓето,
далеку од дженнетот, а близу до огнот. Дарежливиот џахил, незнајко, му е помил на Аллах, отколку скржавиот што се клања. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува дека некој човек прашал: Аллахов пратенику, за која садака наградата е најголема? Пратеникот рекол: да делиш садака е да си здрав, да се плашиш од сиромаштвото, а да се надеваш на богатството. И немој да одложуваш, тоа значи да не задоцниш да дадеш садака, се додека душата не ти дојде во грлото и тогаш да речеш: ова му припаѓа на тој и ова сигурно некому му припаѓа. Наредувањето на доброто и забранување на злото. Хазрети Хузеифе, разијалаху анху, пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол: жими ти, оној во чија рака е мојата душа, или ќе наредувате добро, а забранувате зло, или Аллах ќе ви прати казна од себе. Тогаш ќе му правите дови, но тие нема да бидат примени. Од Хазрети Нуман ибн Бешир, разијалаху анху, се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол: примерот на оној кој се држи до Аллаховите граници и оној кој ги преминува е како примерот со луѓето кои фрлале коцка да добијат место на бродот, па некој добил во горниот, некој во долниот дел. Кога на оние во долниот ке им се припиело вода, тие минувале покрај оние над нив и велеле: кога би можеле да продупчиме дупка во нашиот дел, да не им пречиме на оние од озгора. Ако тие од горниот дел им дозволат на овие да направат што сакаат, сите ќе отидат во пропаст, а ако ги спречат сите, ќе бидат спасени. Повикување на луѓето кон Аллах. Од Хазрети Сел ибн Сеид, разијалаху анху, се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи веселем му рекол на Хазрети Алија, разијалаху анху: жими Бога, ако Аллах упати еден човек преку тебе, тоа е подобро од најдобрата црвена камила. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кој повикува на упатството, ке има награда како оние што ке го следат, со тоа што нивните награди нема да бидат смалени, а кој повикува во заблуда, ке има грев ист како оние што го следат, со што нивните гревови ни малку нема да бидат смалени. Хазрети Енес, разијалаху анху, вели дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: олеснувајте, не отежнувајте, развеселувајте, не растажувајте. दिल सिताने गुल अज़ हमें आलम दिल अंदर रूई खूबत बस्तियम. Халал и харам. Од Хазрети Ебу Салебе ел Хушени Џурсум ибн Нашир, разијалаху анху, се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: возвишениот Аллах наредил некои обврски, немојте да ги отфрлате тие обврски. Поставил граници, немојте да ги минувате. Забранил некои работи, не кршете ги тие забрани. Некои работи ги премолчал од милост кон вас, но не ги заборавил. За тие работи не расправајте. Хазрети Нуман ибн Бешир, разијалаху анху, вели: го слушнав Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем кога рече: халал и харам се јасно одредени. Помеѓу нив има сомнежливи работи кои голем број од луѓето не ги познаваат. Кој се сочува од тие сомничеви работи, ќе ја сочува својата вера и чест. А кој падне во нив, ќе падне во харам, како овчар кој чува стока во близина на забранет имот, па стоката може да влезе во него. Слушајте, секој владетел има забранет имот, а Аллаховиот забранет имот се неговите забрани. Слушајте, во телото има еден орган, и ако тој орган е исправен, исправено е целото тело. Ако се расипе, ќе се расипе целото тело. Тој орган е срцето. Брак.
Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху пренесува дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: со жена можете да се ожените од 4 причини: заради нејзиниот имот, заради нејзиното семејство, заради нејзината убавина и заради нејзината вера. Но ти дај и предност на верата, инаку си пропаднал. Од Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху се пренесува дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: најлош е свадбениот повик за јадење на кој се повикуваат богати, а не се повикуваат сиромашни. А кој не се јави на повикот, тој му е непослушен на Аллах и на неговиот пратеник. Хазрети Ибн Омер разијалаху анху вели како веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: на Аллах најодбивна дозволена работа му е разводот, по потреба е дозволено, но Бог ова многу го мрази. Хазрети Аиша разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: најдобриот меѓу вас е оној што е најдобар кон своите домашни. Јас сум најдобар кон своите домашни. Убаво однесување. Од Хазрети Џабир разијалаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: мене од вас на судниот ден ќе ми бидат најдраги и најблиски оние кои имаат најдобар ахлак, убаво однесување, а најодвратни ќе бидат најдалеку од мене на судниот ден, а тоа се зборливите, фалбаџиите и мутефејките. Аллахов пратенику, рекоа луѓето: знаевме за зборливите и фалбаџиите, ама кои се мутефејките? Алчните, рече тој. Хазрети Ебу Хурейра пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: јас сум испратен да го усовршам величествениот ахлак. Хазрети Ебу Хурейра пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кој од верникот отргне една од световните грижи, Аллах ќе му отклони една од неговите грижи на судниот ден. Кој ќе олесни на некому што му е тешко, Аллах нему ќе му олесни на световното и на ахирет. Кој ќе прикрие муслиман, Аллах ќе го прикрие него и на ахирет. Аллах ќе му помага на својот роб се додека му помага овој на својот брат. А кој тргне по патот, барајки на него знаење, Аллах ќе му го направи патот кон џеннет полесен. Никогаш некоја група не се состанала во една од Аллаховите куки да учи Куран и да го проучува, а да не им била спуштена сигурност, да не ги офатила милост, да не ги окружувале мелеки и да не ги спомнал Аллах на нему блиските. А кој го успори неговото дело, сигурно потеклото нема да го убрза, знаејќи дека тој нема да влезе во џеннет заради својот имот и семејството. Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: возвишениот Аллах на судниот ден ќе рече: о сине Адемов, бев болен, а ти не ме посети. Господару, ќе рече човекот, како да те посетам, па ти си господар на световите. Тој ќе рече: зар не го познаваше тој и тој, мојот роб? Тој се разболе, а ти не го посети, иако знаеше дека кај него ќе ме најдеш мене, ако го посетиш. Сине Адемов, барав да ме нахраниш, а ти не ме нахрани. Господару, како да те нахранам, па ти си господар на световите? Ке рече тој, а Аллах ќе одговори: зарем не сваќаш, кога тој и тој мој роб ти бараше да го нахраниш, а ти не го нахрани, иако знаеше дека тоа ќе го најдеш кај мене, ако го нахраниш. Сине Адемов, барав од тебе да ме напоиш, а ти не ме напои. Тој ќе рече: Господару, како да те напојам, па ти си господар на световите. Бараше тој и тој мој роб да го напоиш, а ти не го напои, а да го напоеше ќе го најдеше тоа кај мене. Ке рече Аллах: веровесникот салаллаху алейхи веселем вели: нема да ги обогатите луѓето со својот имот, обогатете ги со ведро лице и убаво однесување. आजिज़ मदहश
ज़मीनों आसमानों हर додar. Денес го завршивме третиот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Еселаму алейкум.